Денес е празникот на Свети Максим Исповедник. Овој параклис знаете дека е посветен на Свети Максим Исповедник. И веројатно знаете дека во нашата татковина нема друг параклис посветен на Свети Максим Исповедник или црква воопшто. Колку се моите сознанија, една црква има во Србија, неколку има во соседна Елада, но нема многу развиен култ за градење на цркви и манастири Свети Максим Исповедник. Сепак, овој ден заслужува еден панигирик да му изречеме на овој голем светител, но како и друг пат годините назад што се случувало, јас ќе се задржам на една тема од лепесата на теми кои ги обработува овој свет човек со длабочина голема, неиспитлива би рекол длабочина. Малку луѓе и во црквата Божја се толку длабоки како овој светител, кој скоро сите суштински теми за спасението на човекот ги обработил. Како што знаете, за енергиите Божји, дека Господ има и божанска и човечанска енергија. И неговото учење доживува победа на Шестиот Вселенски собор. Ја толкува литургијата толку умесно, што до денес е не надминато неговото толкување на литургијата. И да не говорам уште плејада на други работи по кои е познат, особено по толкувањето за логосите Божии. Никој така добра синтеза од оците на црквата сеен не е направил како Свети Максим Исповедник за логосите, кој уште учење е развивано уште предхристијанско. Меѓутоа синтеза на тоа предхристијанско учење и христијанското учење за логосите на битијата прави Свети Максим Исповедник. И што да кажеме за неговата длабочина. Само можеме да се воодушевуваме, зашто недостижна е неговата длабочина на мислата. До каде Господ го надарил овој свет човек, до таму ќе рече друг, да му ја отсечат раката за да не пишува и да му го искорнат јазикот за да не зборува. Тоа се случува на големите луѓе во црквата, браќи и сестри. Затоа што често пати она што го говориме во црквата, што има вечна порака, тоа не им одговара на многу моќници во овој свет. И затоа сака да се оттарасат од тие луѓе. Денеска за една мисла на овој човек сакам да проговориме, а тоа е неговото толкување на збоновите на Свети Григорий Богослов уште, дека едно дел сме од Бога. На тие зборови дел сме од Бога, овој свет човек пишувал долги објаснувања, кој и што значи тоа за животот на црквата, дека сме дел од Бога. Секој кој верува правилно во Бога, дека Господ е секаде присутен,
нормално ќе разбере дека ние сите сме во Бога. Нема нешто што не е во Бога. Ке го погледнеме овие фрески во Параклесот и ќе речеме во нив е Господ. И сосема точно ќе речеме. Зашто нема место, нема честица на овој свет кај што не е Господ. Ама ќе дадеме. Ама таа честица, односно таа фреска, односно тој зид не е Господ. Значи, од една страна во нив е Господ, а тие не се Господ. Господ е многу повеќе подлабоко зашто се содржи. Така што и сите нас не содржи, затоа слободно можеме да речеме дека дел сме од Бога. Ама големината и длабочината на овој свет човек е тоа што на сите нас ни ги отвара способностите со неговото учење дека словесно, вољно, значи, во наша волја треба да станеме делови од Бога. Друго е што сме ние делови од Бога и пак и така, зашто Бог е секаде присутен. Ама ако волно станеме делови од Бога, тогаш имаме спасение, затоа што одговараме на Божиот повик да бидеме едно со Господа. Тоа се димензии кои тешко може човек да ги докучи, особено во овој свет, да свати како од една страна сме дел од Бога, а од друга страна потребно е да изразиме нашата волја за да бидеме дел од Бога. Но најпросто речено е она како и што објасни. Дел сме од Бога затоа што Бог е секаде присутен. Ама стануваме словесен дел од Бога тогаш кога со нашата волја ќе пристапиме кон Бога. Таа заслуга има овој светител, зашто го толку ова место кое е многу значено. Вака ќе дојдеме до пораката која е потребна во црквата да ја имаме, а тоа е да бидеме причастници Божи. Тоа значи дека волното заедничарење со Бога значи причест со Бога. Значи ние бараме со други зборови да бидеме учесници во животот Божи. А како поинаку? Освен да се причестиме со него. Причест е црквено-словенски збор, кој значи да станеме честици од целината. Тоа значи причестувањето со тајните Господови. Господ значи ни предлага да бидеме во него, ама ние треба волно да се причестиме со него. Многу мина денеска, знаете, причеста или ја формализират, или обратно ја глорифицират до таа мера дека таа е некоја светиња која не треба да се прима често. Меѓутоа, ако се знае ова толкување на Свети Максим Исповедник, ако можеме, а не можеме и не смееме 2 пати дневно да се причестуваме, тогаш тоа бе го правило. Ако лек примаме, не знам, 3 пати дневно или 4 пати, да се причестуваме еднаш дневно е многу. Не е многу ако ја разбереме суштината на нашиот одговор кон Бога, дека ние треба да му речеме да на Бог. Со што друго ќе му речеме, освен да се подготвиме за заедница со него и да заедничариме на денот кога тој е предложен во телото, со телото и крвта негови. Немаме друг начин ние да бидеме во единство со Бог, освен преку причестувањето.
Затоа е неопходно за да изградиме нашата воља да се причестуваме со Бога. Има и друг начин, веројатно Господ не го оставил само овај начин, затоа што има хендикепирани луѓе кои не можат, можеби, на тој начин да ја изразат заедницата, ама можат словесно и умно да ја изразат и да бидат во заедница со Бога и да признаат пред себе и пред другите. Не е дека причестувањето не е совршена мера за заедничарење со Бога, туку затоа што мене можеби ми оно е возможен тој начин. Јас ќе ви го спомнам начинот кога јас бев во затвор. Не можеше да се причестувам редовно. Мајка ми покојната криеше од сувата причест за да ми донесе да имам да се причестувам барем еднаш неделно. Ама, тоа се воредни услови и не се сите луѓе во такви услови. Значи, можеби некој и никогаш не ќе може да се причести. Во смисла, како се сеќавате на житието на света Марија Египетска, која еднаш се причестила во животот, точно по еднаш прво во храмот на Воскресението Христово во Ерусалим и втор пат пред смрт. 30 години се причестила. Што значи таа не е во заедница со Бога, не. Господ општи браќи и сестри со нас со енергиите преку нашата воља. Меѓутоа, израз на нашата воља е причестувањето. Причестувањето е обично лепи вино, ако не веруваме дека е тело и крв Христови. Нема разлика, то не е по механизам некој тело и крв Христови, туку по нашата вера. Ако ние веруваме дека се тоа тело и крв Христови, тоа за нас е тело и крв Христови, џапа некој кој е неверник, кој нарекува лепче и винце да се причества. Не, ние сме честици кои сакаме да бидеме во целото. А тоа е во телото Христово. Како поинаку? Освен на тој начин што Господ ни го дава телото и крвта негова. Ете тоа го прави овај длабок човек, ни покажува колку е важно да бидеме во единство со Бога, да бидеме во единство со Господ Исус Христос, кој е црква. Тој е црквата. Не е црква нешто измислено, не е црква просторот во кој се собираме. И тој е, ама затоа што е Христос црква. А ние сме црква затоа што сме дел од нашиот Господ. Ако тоа го разбираме и го сакаме да го сватиме, тогаш ќе приложуваме нашата воља како жртва често пати, зашто да се биде вољно битие, значи да се биде и жртвено битие. Вољата често пати наша не е толку усреќена, нешто правиме и по должно, друго правиме тоа што сме принудени на тоа да го правиме, меѓутоа свесно да пристапуваме кон целината, а тоа значи кон телото и кон крвта Христови, тоа го правиме затоа што сме така научени од Господ Исус Христос, од овие големи оци на црква, како што е Свети Максим и Симеон. Така што да се учиме на големи апостоли, затоа што и длабоки, затоа што Господ во суштина тоа од нас го чека и го пази. Нас не создава како битија без дно, да можеме да се надградуваме без крај. И тако ќе биде нашето надградување во вечност. Тешко нас ако има крај.
безкрајно ќе биде надградување кod меѓутоа. Тоа почне уште сега и овде. Тоа не е нешто што треба да го чуваме за утре или за заутре или за ако има вечен живот. Како што некои неверници сака да рекат ако има, за секој случај си правати некоја отслабност. Не, ние треба да влеземе со цврсто уверување дека уште сега почнува вечниот живот. Ние сме учесници во вечност, зашто сме учесници во Бога. Тоа не затоа што ни го кажува само Свети Максим, денешниот славени, туку затоа што таква потврда имаме во црквата и можеме таа потврда да ја објавуваме во сите времиња. Нека милоста Божја биде со вас, нека ве храни, нека ве чува во сите дни на вашиот живот. Исполнете Господа.